Председателот Ѓорѓе Иванов најавува дека ќе се консултира со надлежните институции и политичките партии откако Никола Груевски не успеа да обезбеди мнозинство за нова влада. Но дилемата е зошто Иванов не иницираше консултации пред воопшто да му го даде мандатот на Груевски и дали ако веќе тргнал по еден пат со доделувањето на мандатот, не треба и да продолжи по него. Истата дилема важи и за пораката што денеска стигна од Европската комисија, која сега го повикува Иванов да отпочне консултации, а немаше никаква порака за него пред 20 дена, кога мандатот му се доделуваше на Груевски, иако тој немаше обезбедено мнозинство. Во емисијата вечерва се селиме токму во Брисел, каде е нашиот Владимир Мирчевски. Владимир, на почетокот, дали е точен мојот впечаток дека најмалиот заеднички содржател на сите пораки кои што денеска пристигнуваат од седиштето на Европската Унија е дека на Македонија не и се потребни нови брзи избори? Да, Васко, вистински е впечатокот што го имаш. Одовде од Брисел стигнуваат пораки дека на Македонија во овој момент не и требаат нови предвремени избори. Тоа се пораките кои што ги добив во текот на разговорите исто представници на Европскиот парламент, но исто така е стична и пораката на Европската комисија. Мораме да признаеме дека се попрецизни изјавите на европратениците со кои што денеска разговаравме во Брисел, кои што се многу јасни дека Македонија не и требаат предвремени избори, додека пак изјавата на портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич, која што денеска јавност имаше шанси да ја чуе, индиректно сугерира дека на Македонија нови предвремени избори не и требаат. Да видиме Коцијанчич, па имам и некои прашања поврзани со неа. We indeed noted that no agreement has been reached yet on the formation of a new government, and we therefore call on all political actors in the country, including the president, to act in calm, constructive manner and with all the responsibility to solve the current situation, because, as you know, the country has no time to lose. In this regard, we expect that the President, in line with the Constitution, to pursue urgent open consultations with the political forces in the country and swiftly task a leader with the formation of a government who can find common ground for forming a stable, solid and accountable coalition. As we've said before, such a coalition should be as broad as possible and rally around strong, inclusive, reformist consensus and inter-ethnic cooperation. As you very well know, we expect the future government and all political forces in the country to continue implementing the Persian Agreement and addressing the urgent reform priorities, because all this is vital for further progress of the country on the path of the European integration. And this is something that all the political parties have committed to, and this is what citizens are asking for. Владимир, изјавата на Коцијанчич отвора неколку дилеми. Прво, зошто Брисел не излезе со ваква препорака до Иванов за консултации пред тој да му го даде мандатот на Груевски? И второ, што точно Брисел подразбира под оваа фраза дека новата влада треба да биде што е можно поширока? Точно така, Васко, овие две прашања навистина не се до крај прецизирани од изјавата на Маја Коцијанчич. Затоа, бидејќи сме овде во Брисел, пробавме да стапиме во контакт директно со неа и испратиме дури мејл со прашања да ни разјасни зошто Брисел не го праша или не му порача на Иванов порано да ги направи овие консултации пред да му го даде воопшто мандатот на Никола Груевски и што значи под терминот што е можно поширока влада. Меѓутоа, за жал, не успеавме да добиеме какви било повратна информација од Коцијанчич или пак некакво појаснување во која насока дала нејзината изјава. Стана некако пракса да се дообјаснува и Европската комисија и еврокомесарот Хан, веројатно деноиве ќе уследи ново дообјаснување на оваа порака што денеска испрати Маја Коцијанчич. Ме интересира дали беа попрецизни, ти веќе такво нешто и најави европратениците со кои што имаше шанса денеска да разговараш. Еден од нив беше известувачот за Македонија во Европскиот парламент, словенецот Иво Вајгл. Да, токму така, Васко, веќе спомнав на почетокот, европратениците беа многу попрецизни, беа многу појасни. Прв со кој што разговарав Иво Вајгл, тој рече дека Македонија мора да се врати на патот на европската интеграција, дека на Македонија треба стабилна влада и дека во овој момент најмалку нешто што и треба, тоа се нови избори. Да го видиме краткиот разговор што го направи со Иво Вајгл.
treba nastaviti po putu koji će stabilizirati Makedoniju, koji će obezbediti Makedoniji da nastavi na svom evropskom putu. Ima dosta mogućih scenarija, očigledno, unutar toga što dozvoljava makedonski ustav i što dozvoljava praksa u demokratskim parlamentarnim demokratijama. Ja mislim da bi za Makedoniju u ovom trenutku najkontraproduktivnija varijanta bila ići na nove izbore. To bi značilo izložiti zemlju ponovo svim onim podelama zbog kojih smo krenuli u Pržinski sporazum, zbog koga su se aktivirale različite institucije na evropskom nivou da pomognu Makedoniji u stabilizaciji, da pomognu na neki način da se unutrašnji politički dijalog uspostavi. Izbori donose neizvesnosti, izbori donose gubljenje snaga, gubljenje vremena i ja mislim da treba iskoristiti sve normalne mogućnosti koje jedno demokratsko društvo i država imaju. I biti i kreativan i odgovoran na tom u donošenju odluke kako dalje. Ako nije uspeo jedan mandatar, treba dati šansu drugome mandataru. I ako ne uspe jedna opcija, onda treba dati priliku drugoj opciji. Tako to biva u normalnim demokratskim državama. Дали денешниот развој на настаните, политички гледано во Македонија, ги гледате како дополнително комплицирање на кризата или почеток на разврската на кризата? Pa ja mislim da je to već neka nova faza u raščišćavanju stvari. I ja ne vidim da je to u ovom trenutku, to sigurno nije produbljavanje krize. U ovom trenutku to je još uvijek šansa da Makedonija ide dalje. I da ide dalje na osnovu demokratskog i ustavnog sporazuma za kojim će sigurno stati i evropske institucije. Ова беше Иво Вајгал. Владимир, ти имаше шанса да разговараш и со германскиот европратеник Кнут Флекенштајн и тој заедно со Вајгал и Едуард Кукан е дел од таа тројка европратеници кои што одблиску го следат и го олеснуваат политичкиот процес во Македонија. Што вели германецот Флекенштајн? Флекенштајн даде објаснување преку примерот на неговата земја, каде што мандатот се доделува на вториот политичар, на втората опција која што е во можност да обезбеди мнозинство и според него играта не може да заврши само со исцрпување на една опција. Според него мора да се исцрпат сите опции, па дури потоа се разгледува можноста за избори. This should be in accordance with the constitution of Macedonia, of course. And I cannot tell you how this should be in detail. I can tell you in my country, if one doesn't succeed, the second biggest group would get the chance. Because first, all have to see whether there are coalitions possible with a majority to rule the country, and only if it's really not possible, then you have to think, of course, about new elections. But only to try one chance and then to stop the whole game, this is quite not normal in my country, for sure. In your recent written statement with your two other colleagues and your Commissioner Hahn, you mentioned that Macedonia now needs a stable government, reform-oriented government. Do you think that the option of early elections would just make a new setback for the country who's been in political crisis for almost 2 years? Well, if it's necessary, they have to do so. But on the other hand, we all know that another phase of campaigning for some months means another some month lost for the necessary reforms, lost for a stable government. But if it's necessary, they have to do so. But first, I think they have to try everything to get a stable government. And for the time being, as I'm informed,
only one part of this tries are done. Добро, еве го слушнавме и германскиот европратеник Флекенштайн. Уште еднаш да сумираме, главната порака од Брисел е дека на Македонија не и се потребни нови брзи избори, како што сугерира во својата прва реакција ВМРО-ДПМН откако не успеа да обезбеди мнозинство за нова влада. Владимир, благодарам.